Дали како раководство во заминување на новото раководство ќе му оставите анализа што беше проблемот за X неуспеси? На страна субјективните причини за неуспехот на локалните избори, факт е дека постојат објективни причини за како проблем. Дали на новото раководство ќе му оставите таква анализа? Прво, ние имаме обрски на овој конгрес две работи. Една работа, Игор Ивановски како шеф на изборниот штаб на овие локални избори треба да подготви анализа за изборниот резултат на последните избори. Втора работа е председателот Црвенковски ќе има излагање и образложение за целиот мандатен период од 4 години со анализа на сето она што се случуваше, кои се работите, кои се објективните, кои се субјективните слабости. Не тврдиме дека ги немало, имало значи субјективни слабости, исто како што има објективни околности, бидејќи ние немаме нормална компетиција, нормален надпревар по политички од другата страна. Имаме работа со државниот апарат. Точно, тој соочиле со проблемот или дилемата внатре кај вас, бидејќи надвори не е некоја дилема, дека СДСМ не успеа да профилира, да создаде имидж, да создаде идентитет кој ќе направи, со кој ќе се направи разлика меѓу тоа што СДСМ го презентира, односно го гаи како вредност и она што го имаме во власта, односно другата политичка опција. Ние мислам дека влеговме во шаблонот на ВМРО ДПМН полека, но сигурно, како политичка партија. Па со тоа многу мене ќе се сложат, да. И тоа особено со авторитарноста на поставеноста на самата партија и она што таа нормално го зрачи после. Тоа е повеќе впечаток во јавност. Значи кај нас проблемот во постапките внатре е што од преголема демократичност има анархија. Еве ви кажам како се случи, 13 кандидати има за председател формално. Има луѓе кои, значи некои ќе кажат повторно за таа инфлација на кандидати дали е крив Црвенковски. Значи но од друга страна многу би ќе ви кажа дека СДС едноставно одбива нови луѓе, одбива вредности, па дури не е ни способна да ги поврати назад потенцијалите кои самата ги создала. Ја имам еден друг впечаток. Во СДС луѓето пристапува, дури во ова нова раководство имаше нови луѓе. Еден Гордан Георгиев. Сега да не ги редам сите луѓе кои навистина били почитувани во јавноста, и млади, и перспективни, и универзитетски професори, и амбасадори. Значи еден широк број на луѓе пристапи во 2009 кон СДСМ. Проблемот е што во тек на времето во СДСМ се случува нешто што наместо тие луѓе да влечат напред, се упросечуваат некако во целата ова работа на СДСМ. Па ако дозволите, моја претпоставка е дека една авторитарност воспоставена во раните 90-ти очигледно има силна гравитација. Па веројатно има, меѓутоа ја ви кажам, на ниеден од тие луѓе не им било забрането било кој свој став да го артикулираат, да настапуваат, да го пласираат, да се залагаат. Проблемот е треба просторот и да си го отворите, да го изградите, да го освоите. Тоа вие како доколку нова вредност дојде кај вас, дека го се претвора брзо во Па тоа ви го кажам, тоа е клучниот проблем. Во старите вредности на СДСМ. И ние за жал се добиваат старите мани на СДСМ кои тврдам дека се уште ги има, значи и наместо да ние ги отклонуваме тие работи кои биле ароганцијата, не знам, делот на начинот на однесување, начинот на профилирање на одредени политики, ние напротив имаме на некој начин сведување на целата таа работа. Ајде да тука да пробаме, ако не ме за сега да не е многу таласаме работа, и тоа е нешто што не води во прогрес. Меѓутоа тоа не заради тоа што Бранко или Андри или некој му забранил на некој тоа да го направи. Мора да се свати една работа дека прво треба да има искрен однос, без искрен однос нема ништо, без заемна доверба на главната маса кај луѓето што седат нема ништо. А самиот факт сега кој го имаме после изборите, каде што таа маса од 5 луѓе, не знам, или 6 луѓе, тројца се кандидати, веднаш првиот ден после соопштувањето на намерата на Црвенковски дека нема да биде кандидат, покажува дека имало проблем. Кога ќе чуе јавноста кои се програмите на тие кандидати? Јас колку што знам, сем како да кажам, работи поврзани со дворските игри ние не слушаме кој што нуди, особено по
прашања, клучните Па, прашања кои кажам како пилари за перспективите и за иднината на Македонија, меѓуетничките односи, прашањето со името. За тоа, за жал тоа кандидатите во своите програми не изборат, бар до сега не сме виделе. Значи тие денеска ќе ги достават, ама формално од оние медиумски представувања како да се на кандидатура за претседател на државата, кои ги кажува, значи таму имавме дека треба програмски да се менуваме, дека треба менеджмент да се направи во партијата, дека треба да има изборно огледало, дека треба да има, не знам, наместо 8-6 координатори, значи тоа се технички работи. За жал, не слушнавме за клучните приоритети на државата. Не слушнавме анализа што во правец на овие случувања кои се актуелни, кои се стратешки за државата. Една сериозна партија како што е СДСМ, со тоа треба да се бави лидершипот на партијата, не со техничко организациони работи кои тврдам дека стварно може да се подобри, ама не се суштината на работата. Денеска ќе бидат доставени програмите, ние ќе му овозможиме на нашите кандидати кои ги сведеме на некој потесен избор да се представуваат во следниот период и ќе имаат можност во општински организации да го изложат тоа пред, не знам, извршен одбор, делегати на Конгресот собрани и така натаму, пред клучните луѓе, да речеме во Битола, ќе можете да објасните својата програма како една мини трибина или во Штип или не знам во Скопје. И тоа ќе биде нешто што ќе даде некаква ориентација кај луѓето кој за што се залага, бидејќи од ова до сега владе еден впечаток само дека има меѓусебно и подметнување и дворски игри, и втора страна дека техничко организационите аспекти биле проблем и имиџот на партијата. Нешто што е Зашто не можете да обвините јавноста туку повеќе самите вас? Да завршам повторно со едно актуелно прашање. Се зборува за можна коалиција на ДУИ и СДС во Тетово и во Струга. Се работи ли на тоа? Не се работи на тоа, меѓутоа ако има ДУИ и ВМРО една многу успешна коалиција на централно ниво, на ниво на државата, не гледам зашто било кој би го обвинувал СДСМ за коалиција на локално ниво со истата таа партија, иако повторувам дека нема нешто што се случи или се работи, меѓутоа стар сакам да кажам дека СДСМ е... Кога велите, значи нема никакви разговори или има разговори? Нема разговори за меѓусебна коалиција. Нема такви разговори. Можна ли е? Затоа ви кажам, кога е можна помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ на централно ниво, не е исклучена помеѓу СДСМ и било кој на локално ниво, бидејќи ако има разговори течат на локално ниво или на... Има разговори би течеле на централно ниво со наше знаење, нема такви разговори, затоа ви го кажувам, а на локално ниво со работката на нашите локални огранци со сите политички партии нормално дека се одвива. Меѓутоа без политичка одлука... Ја демантирате веста која е објавена дека таква можност постои и бидејќи претпоставувам дека постои некаков повод. Не викам јас дека можност не постои, затоа јас ви кажувам, можност постои. Меѓутоа во моментот такво нешто нема, таква соработка или ДУИ не побара од вас ништо? Не, такво барање од ДУИ до нас нема, ниту па од наша страна до ДУИ има, меѓутоа ви кажам, нема никој право, особено власта, да на СДСМ му забележи кога успешно соработуваат со ДУИ на централно ниво, гледаме како меѓусебно добро се договараат. Апсолутно СДСМ не исклучува соработка со било која партија на локално ниво во зависност од проценките на партијата и желбите на електоратот таму. За крај, очекувате ли предвремени парламентарни избори во Македонија наскоро? Да, мислам дека тоа ќе се случи, така личи целата констелација на односите, не само заради тоа што тоа е заклучок ќе треба да биде некој нова комисија што се надевам дека ќе ја формираме и што треба да го најде своето место во извештајот за напредокот и поради тоа што тоа е обврска од договорот од 1 март да во еден широк диапазон се одржат предвремени парламентарни избори, меѓутоа и целата констелација на односите е еден антагонизиран антиамерикански став во некои провладини медиуми, некои аналитичари, едно позиционирање визави Европската унија која многу ме потсеќа на 2008-та и на 2011 година, мене ми дава за право да верувам дека се подготвува терен за такво нешто. Сакате да кажете дека ако во март Груевски не сакаше избори сега, тоа го посакува? Па Груевски не сакаше да оди директно на предвремени парламентарни избори заради тоа што точно го направи она што го сакаше, да ја доведе опозицијата на терен каде што е послава, прво на локални избори, да ги создаде овие проблеми кои ги создаде.
и тука можем да му честитам дека тоа го одигра од нивниот аспект успешно. За потоа некога опозицијата сака, туку во ситуација кај што опозицијата е ранета да оди на предвремени парламентарни избори. За нас, сепак, сето тоа укажува дека треба час поскоро, многу брзо да се направи еден интегрален пристап кон целата оваа ситуација околу Конгресот на СДСМ и од тоа да излеземе посилни, не да излеземе послаби. На изборите ќе се оди, мислите, со компромис направен со Грција, како што тоа го очекува Европската унија па избори или нема да... Не, тоа да видам не верувам. Моето сознание и она што го гледам и покрај оптимизмот кај дел од меѓународните представници кои сакаат да го промовираат е дека такво нешто нема да се случи, дека изборите ќе бидат само уште едно продолжение на еден серијал кој во Македонија го гледаме 7 години. За жал во Македонија нема мудрост кај власта да се мисли на стратешките приоритети за граѓаните. Има едноставно купи ден продади политика и некако сите се уклопивме во тоа. И ние како опозиција. Господин Петров, ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам.